И време за нашите гости. Ова утро повторно имаме полна куќа гости, и тоа медицински сестри кои што имаат да ни кажат нешто многу ново, интересно и важно за сите оние кои што ја одбрале оваа прекрасна професија. Сакам официјално да ве поздравам ова утро. Јулијана Казанчиска, главна сестра на Универзитетската клиника на Карил, председател на Македонското здружение за медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега, Љубица Спирковска, дипломирана медицинска сестра, вработена во Универзитетската клиника по хируршки болести Светинау Охридски, и Андроники Бибовска, наша честа гостинка, медицинска сестра за едукација и тренинзи во Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовме. Верувам дека ќе поттикнеме многу медицински сестри, можеби не сега актуелни, но некогаш порано веќе пензионирани медицински сестри да ни се приклучат и да го слушаат со внимание овој разговор. Имено вашето здружение кое постои 3 години, ги слави овие 3 години почетоците од своето формирање и зад себе веќе има остварено 2 клучни средби, 2 конгреси со меѓународно учество, со многу посети на конгреси, конференции, така натаму, зашто вие вистина се заложувате сите. На што се должи овој брз развој, брз прогрес на вашето здружение и која е целта на неговото формирање, сестра Јуле? Добро утро најпрво, благодарам за поканата да гостуваме на вашата утринска програма и да ги поздравам гледачите на Алфа телевизија. Нашето здружение, Македонско здружение на медицински сестри, анестезија, реанимација и интензивна нега, е здружение кое што е единствено, национално и здружение стручно на сестри од анестезија, реанимација и интензивна нега, и тоа од сите јавни и здравствени установи, како и приватни здравствени установи. Здружението е основано од 2022 година, како што рековте, веќе 3-та година како работиме. И идејата за основање на едно вакво здружение стручна произлезе од идејата, односно нашето присуство, токму веднаш после ковид пандемијата во 2022 на Светски конгрес на анестетичари во Република Хрватска, во Шибеник, кој што се одржа од 2 до 5 мај. И на тој Светски конгрес учествуваа над 25 земји, значи од целиот свет, меѓу кои присуствувавме и ние, неколку колешки од клиниката за анестезија, реанимација и интензивно лекување. Токму после тој конгрес произлезе идејата и поривот да и во Македонија и кај нас формираме, основаме здружение во кое што ќе ги вклучиме медицинските сестри, значи од сите јавни и приватни здравствени установи. Во самиот управен одбор, значи стручен одбор, членуваат членови, значи од клиниката за Карил, ГОП 8 септември, Светинау Охридски, клиничка болница Аџибадем Систина, општа болница Охрид, клиничка болница Штип, да не ги набројам сите, значи буквално сите здравствени установи. И најпрво имавме основачко собрание во кое што ги запознавме нашите колешки и ги поттикнавме за зачленување во здружението. Бевме изненадени од нивниот одзив. Значи, веднаш во стартот се одзва доста голем број на колешки и не прифатија, значи, со идејата и основањето на здружението. За почетокот имавме околу 120 членови, така да бројот на членовите постојано расте, значи секоја година. И започнавме веднашка со стручни средби. Првата стручна средба ја организиравме во декември месец 2022, а веднаш потоа следува присуство на конгреси, на семинари, потоа втора стручна средба. Минатата година 2023 им собравме сили и храброст да го организираме првиот конгрес, а оваа година во очи празникот, односно Светскиот ден на здравјето од 4 до 6 април, ние го организиравме и вториот конгрес на Македонското здружение на медицински сестри на анестезија, реанимација и интензивна нега. Одлично. Од кое што и подоцна ќе видиме инсерти, имаме тука инсерти од она што се случуваше на вториот конгрес. Сестра Јуле, колкава е важноста, Јуле, Љубица се извинувам, колкава е важноста за функционирање на ваквиот вид на стручни здруженија и воопшто размена на искуства за вашата професија? Прво да ве поздравам и да ви се заблагодарам за поканата и поздрав воедно и до гледачите. Па, овие конгреси што ги посетуваме ние, овие здруженија, семинари, значи се многу важни за понатамошното развивање на сестринството и за функционирање воопшто на целиот здравствен систем. Затоа што сестрите, како клучна карика се во еден здравствен систем, односно се поврзано с помеѓу докторот и пациентот. Сестрите се тие кои што се први пружаат помош на пациентот.
Така да, со тие едукации, овие конгреси што се овие здруженија, помладите сестри претежно треба да бидат поактивни, за да може да... Еве јас, например, како со 20 и кусур годишно искуство, немам некое многу големо искуство со одредени ситуации, како што, например, западните земји. Ние сме сиромашна земја, у принцип, и немаме многу ресурси за да успееме да се справуваме со одредени ситуации. А овие конгреси, овие дружби со светскиве на светско ниво ни овозможуваат, например, пристап до информации кои што, например, не ни се достапни нас, да споделуваме и ние наши искуства, така да мислам дека сосема солидни знаења се стекнуваат, добре дојдени ни се, да. Настани, да. Сестра Ники, која е разликата? Еве, можеме, вие сте доаѓате од приватна клиника. Која е разликата помеѓу развивањето на сестринството тука во македонски услови и некаде надвор, во другите земји? Разликата потекнува стартот од образованието. Разликата потекнува од компетенциите кои што медицинските сестри во светот ги имаат, а ние како ФЕЛА ги немаме во нашата држава. И Јуле и Љубица кажа некои основи во однос на нашиот развој, конкретно на сестрите на анестезија, реанимација, интензивно лекување, сестрите анестетичари, интензивисти, се докажани во нашата држава. Имавме неколку ситуации во развојот на Македонија, каде што свативме дека оваа ФЕЛА, оваа посебна категорија на медицински сестри од голема важност. Тоа беше пандемијата, каде што видовме дека немаме точна бројка на сестри која што може да помогне во вакви итни ситуации. Ни се случија одредени трагедии, како што беа Ласкарци и последната голема трагедија во Кочани, покажа дека ваквите здруженија треба да функционираат многу посплотено и тие информации во нашата држава да се пренесуваат веднаш. Разликата меѓу Македонија и странство, јас ја гледам во разликата на развојот на една медицинска сестра во целост. Да, потекнувам од државното здравство, работам во приватното здравство, Аџибадем Систина е болница која што 10 години работи по едни строги правила, критериуми, стандарди на работа. Нашата цел со Јуле и со сите колешки кои што учествуваат во ова здружение да поттикнеме такви акредитации во сите наши установи. Сите да работиме со исти стандарди. И најголемата разлика во развојот на една анестетичарка интензивист е условите во кои што работат. Јас имам таа среќа да работам во болница со сите можни ресурси и навистина го споделуваме тоа знаење. Колешките од државните установи го имаат знаењето, ги имаат сите можни специфични работни задачи, меѓутоа тука заостануваме во условите за развој, условите за работа. Че мора да имаме одредени ресурси за да можеме да се развиваме како сестрите во светот. Так, сестра Јуле, какви се идните планови на здруженијето и имате ли поддршка од членството? Имаме. Плановите на здруженијето во иднина е да се зголеми бројот на членовите, најпрво значи на ниво на нашата држава, во Република Македонија, а потоа и за членување и соработка, подпишување на меморандуми, значи ние веќе имаме подпишано меморандуми соработка со сродни друженија од регионот, да ја продолжиме таа соработка веќе во пошироки размери, да почнеме да учествуваме на конгреси, значи надвор од Македонија. Веќе следниот месец наша колешка, односно подпредседателката, ќе учествува на конгрес во Република Србија, каде што ќе не представи. Потоа следат конгреси веќе од септември па натака, значи и други настани на кои што активно ќе бидеме вклучени. И поддршката е огромно видлива од самиот број на активни членови кои што сакаат да учествуваат на конгресите, се пријавуваат со теми и можам да истакнам дека оваа година на вториот конгрес имавме вкупно 27 теми разработено. Имавме гости, значи, од сите јавни здравствени установи и приватни здравствени установи. Се покажа одлични презентери, кои покажа своето знаење, своето искуство. Имавме гости, наши професори, предавачи, и тоа предавачи од нашите професори, професор доктор Билјана Кузмановска, кој што е национален координатор за трансплантација во Република Македонија, низиниот заменик, професор доктор Александра Гавриловска-Бразанов, како и доста гости од регионот, кои што се представија со своите презентации и теми. Не изненадува фактот тоа што се пријавија доста млади колеги, луѓе кои што сакат да научат и сакат да се едуцираат, сакат да работат, и тоа е една позитивна страна, а ние сме тука за да ги поттикнеме, да ги мотивираме да може да тие млади луѓе учат, ние го пренесеме нашето знаење,
тие научат и тие да го пренесат нивното знаење и да ги мотивираме да се усовршуваат, да учат, бидејќи кај нас веќе се отворени специјалистички студии конкретно за нашата област. Значи имаме специјалистички студии за анестезија и реанимација и специјалистички студии за интензивна нега. И тоа над трите универзитети, Свети Кирил и Методи на медицинскиот факултет во Скопје, Гоце Делчев во Штип и на Високата медицинска школа во Битола. Одлично. Така да поддршката е повеќе од видлива. Браво. Сестра Љубица, какви вештини треба да располага медицинската сестра од вашиот тип за медицинска сестра за анестезија, реанимација и интензивно лекување? Прво, медицинска сестра анестетичар и сестра во интензивна нега треба да биде изградена комплетно како личност. Да има емпатија кон пациентот и кон семејството на пациентот. Поради тоа што, како што кажав, таа е прва на удар при контакт со пациентот, да има добри комуникацијски вештини, да е добар комуникатор, значи да ги прифаќа желбите и молбите на пациентите и на семејството до одредена граница. Таа е калката меѓу докторот и пациентот, значи мора прво да познава убаво медицина, за да знае дали на пациентот треба да му се пружи прва помош, таа што може да распознае дали е критичен пациентот, дали да направи едноставно триажа при повик за интервенција. Исто така, медицинска сестра анестетичар и сестра во интензивна нега треба да има добри менаџерски способности, да ја организира работата, како со ресурси човечки, значи за персонал, исто така и материјалните потреби што се и апаратура, сето тоа го прави медицинската сестра, дали анестетичар или во интензивна нега. Исто така треба да има критичко и брзо размислување. Значи да има брзина, да е психофизички брза, да е издржлива и најважно што е, барем според мене, треба да знае да се справи со стресот, затоа што ние како медицински сестри во операционата сала и во интензивна секојдневно се соочуваме со стрес, дали поголем или помал, и дел од нас верувам дека тој стрес го носат и дома и се рефлектира дома. Да. За жал, да. Така, сестра Ники, колку едукацијата може да направи позитивни промени и дали доволно едукација се вклучува на ваквите настани и воопшто во текот на еден годишен циклус, кога навистина е непотребно да се воведат во нештата оние млади кадри? Убаво кажавте, во младите кадри еднината. Од првите чекори на децата и едукацијата во градинки потекнува нивното воспитание, однесување во животот, така и кај медицинските сестри. Средномедицинските училишта се клучат на целата приказна, од таму потекнува се. Јас имам некои податоци како е тоа во Европската унија и во државите околу нас. Некои 4600 часови на пракса кои што треба тие деца, тие ученички да ги поминат, меѓутоа вистинска пракса. Местото на медицинските сестри е во болниците. Многу малку треба да биде реално во училиштата, тоа е само дел кој што може сега веќе и од дома да го научат. Во 21. век и во времето на вештачка интелигенција многу професии стануваат загрозени. Нашата професија не може да биде загрозена од сите оние причини кои што Љубица ви ги кажа. Оној дел кој што ние треба како контакт со пациентите да го имаме, еден робот не може да го заврши. Затоа мојот апел кон младите генерации е многу пракса, многу учење и многу посветеност, професионална посветеност на оваа професија. Браво. И накратко, еве со сестра Јуле ќе го завршиме разговорот. Во пресрет на неделата на сестринството од 5 до 12 мај се одбележува деновите на медицинските сестри. Каква порака ќе испратиме? Па нашата порака до сите наши колешки, посебно до младите колешки, е да се градат прво како личности, како професионалци, да се усовршуваат во својата струка, да ги се запишуваат на специјалистичките студии во својата област, секој во својата област. Активно да бидеме вклучени ние сестрите од страна на институциите во самите во изготвување на законот за сестринска дејност, како и во формирањето на сестринската комора. И би кажала дека само сите заедно, ние како сестри, обединети, значи можеме да ја оствариме нашата мисија, нашата визија и нашата цел, бидејќи ние како медицински сестри сме срцето на здравствената заштита и ритмот на здравствениот систем. И на вистина сте една клучна карига која и тоа како моќно
функционира, да ги олесни, да ги забрза некои процеси каде што навистина е неопходно и брзина и време. Ви благодарам многу за вашето утринско гостување и за се она што споделивме, видовме и некои инсерти додека говоревме за она што се случуваше на вториот конгрес. Посакувам многу успешни кадри да ни се приклучуваат, еве да ја покажеме накратко и доколку е можно и оваа слика како дел од сето она што се случуваше на вториот конгрес и се разбира за некои следни идни успеси на вашето здружение и на се она што ќе се случува, ќе не информирате во некоја друга прилика. Благодарам. Благодариме. Уште еднаш